Почитувани советници, ја отварам 7-та седница на Совет на општина Кавадарци закажана за денес. На седницата присуствуваат 19 советници, отсутни нема. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува по предложениот дневен ред. Со решението на свикување на седница донесен и записник од одржаната 6-та седница на ден 31.2018 година. Дали има забелешки по записникот од 6-та седница? Ве молам, кој е за усвојување на записникот од одржаната 6-та седница на ден 31.2018 година? Констатирам дека е усвоен записникот од одржаната 6-та седница. Со решението за свикување на денешната седница имаме добиено предлог на дневен ред за работа на седницата закажана за денес. И тоа: под 1. Предлог одлука за давање согласност за спогодбено раскинување на договор за јавно-приватно партнерство, концесија за конструкција, модернизација и одржување на јавно осветлување во општина Кавадарци со Благодарам. Да не ги читаме архивските бројки, да не ме замараме. Втора точка. Предлог одлука за давање согласност за отпочнување постапка за престанок на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за давање на услуги на паркирање во општина Кавадарци, која се остварува како концесија за јавна услуга. Трета точка. Предлог одлука за давање согласност на договори за примање донација, услуги за остварување на јавен интерес, реализација на проект за чисто и убаво Кавадарци, чистење на град Кавадарци, чистење на речно корито, чистење на диви депонии. Четврта точка. Предлог одлука за давање согласност за договор за примање на донација, движна ствар за остварување на јавен интерес. Метална порта. Пета точка. Предлог одлука за примање и давање донација за остварување на јавен интерес, унапредување, донација и поддршка на дејностите од јавен интерес во областа на заштита на животната средина и развој на граѓанското општество. Метларки. Шеста точка. Предлог одлука за одобрување на набавка на основни средства инвалидски колички. Седма точка. Предлог решение за именување на членови во Комисијата за имплементирање на мерки за обезбедување на поддршка во подобрување на енергетската ефикасност во стамбени згради за колективно домување во општина Кавадарци. Осма точка. Предлог решение за разрешување и избор на членови на Совет на млади во општина Кавадарци. Девета точка. Предлог решение за разрешување и именување на представници на општина Кавадарци во управниот одбор на ЈП за стопанисување со спортски објекти Мито Хадживасилев, Јасмин, Кавадарци. Десета точка. Предлог решение за разрешување и именување на представници на општина Кавадарци во надзорен одбор на ЈП за стопанисување со спортски објекти Мито Хадживасилев, Јасмин, Кавадарци. 11 точка. Одлука за изменување и дополнување на статутот на јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов Климе, Кавадарци, донесена од управен одбор на јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов Климе, Кавадарци, број 02-46/1 од 9.2.2018 година. 12 точка. Одлука за донесување на статут на јавна општинска установа Библиотека Феткин, Кавадарци, донесена од управниот одбор на јавната општинска установа Библиотека Феткин, Кавадарци, број 02-35/2 од 9.2.2018 година. 13 точка. Одлука за давање на времено користење на движна ствар на општина Кавадарци со архивски број 02-166/5 од 5.2.2018 година, донесена од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 14 точка. Одлука за утврдување на висината на бодот за исплата на плати на административните службеници вработени во ЈП Комуналец Кавадарци со архивски број 02-179/1 од 7.2.2018 година се брише во насловот донесено, од управен одбор треба од директор на ЈП Комуналец Кавадарци, веројатно. Корекција. Одлуката за измени на финансискиот 15 точка.
Одлука за измена на финансискиот план на ЈП Комуналецка Вадаци 2018 година донесена од управниот одбор на ЈП Комуналецка Вадаци. 16 точка. Одлука за одобрување на склучување на договор за кредит донесена од управен одбор на ЈП Комуналецка Вадаци. 17 точка. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичко-планска документација за објект надвор од плански опфат. 18 точка. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко-планска документација за усогласување намената на бесправно изградени објекти со намена на земјиштето. 19 точка. Предлог одлука за ослободување од плаќање на доместок за утврдување на правен статут на бесправен објект градска капела. 20. Предлог одлука за ослободување од плаќање на доместок за утврдување на правен статут на бесправен објект деловен простор во Страшо Пинџур и место викано Беласица. 21 точка. Предлог одлука за ослободување од плаќање на доместок за утврдување на правен статут на бесправен објект деловен простор на улица Јана. 22. Предлог одлука за ослободување од плаќање на доместок за утврдување на правен статут на бесправен објект Марена. 23. Предлог одлука за одредување на приоритетен проект асфалтирање дел од регионалниот пат 529-171 со Дреново село Долна Бошова до село Горна Бошова. Насловот се менја. 24 точка. Предлог одлука за одредување на приоритетен објект изградба на проект техничка документација за регулација и уредување на речното корито на река Луда Мара со спортско-рекреативни содржини. Точка 25. Предлог одлука за собствено учество на општина Кавадаци, локална самоуправа при аплицирање во проектот. Изработка на проектно-техничка документација за регулација и уредување на речно корито на река Луда Мара со спортско-рекреативни содржини. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за одредување на приоритетен проект фекална канализација во населено место Раец Крак 1. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Согласно Деловникот молам да се произнесе за точка на дневен ред. Едногласно за. Констатирам дека предлогот предложен да се дополни со точка 26. Предлог одлука за одредување на приоритетен проект фекална канализација за населено место Раец Крак 1. Констатирам дека е усвоено. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за собствено учество на општина Кавадаци, локална самоуправа при аплицирање по проект фекална канализација за населено место Раец Крак 1. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека е усвоен предлогот. Предложениот дневен ред да се дополни со точка број 27 предлог одлука за собствено учество на општина Кавадаци, локална самоуправа при аплицирање на проект фекална канализација за населено место Раец Крак 1. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за извршување на буџет на општина Кавадаци за 2018 година. Кој е за да се дополни дневниот ред за оваа точка? Предлагам дека точката е усвоена. Констатирам дека предлогот е усвоен да се дополни со точката. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за извршување на буџет на општина Кавадаци за 2018 година.
Дали имате други предлози за дополнување на денешниот дневен ред? Доколку нема, целиот дневен ред го давам на освојување. Кој е за? Едногласно, благодарам. Отвараме расправа по дневниот ред. Прва точка. Предлог одлука за давање согласност за спогодбено раскинување на договор за јавно-приватно партнерство концесија за реконструкција, модернизација и одржување на јавно осветлување во општина Кавадарци. Јосиф Стојанов и Лазар Ториманџов. Почитуван началници, почитуван председателе, колеги советници и медии. По точка 1, договор за раскинување на договор со јавно-приватно партнерство концесија, барам под 1 да се објасни причината за раскинување на договор, кој е на 15 години, по 2 зошто се дава на уште 3 месеци за изведба и по 3 доколку раскинувањето на договор со партнерот не е во согласност, тогаш разрешницата ќе биде веројатно на суд, каде што може да се плаќа пенали, мислам, од нашиот буџет. Само толку. Лазар Ториманџов. Почитувам председател, градоначалниче, колеги советници, служби, медиуми и граѓани на град Кавадарци. На денешната седница имаме променен доста значаен дневен ред. Па да почнам по првата точка да го кажам моето видување за ова. Не е се така едноставно и со дигање на рака и да го раскинеме партнерство по првата точка со јавно-приватно партнерство и да заврши тука се. СДСМ беше жестоко против овој договор и тогаш, а и сега, а се докажа и дека сме биле комплетно во право. На сите наши укажувања како партија да се реагира на време, тоа не се направи и еве сега после добри 5 години дојдовме да го раскинеме овој договор. Инаку да знае јавноста на Кавадарци, овој договор е подпишан од претходниот градоначалник Александар Панов и е изгласан од Совет на Кавадарци. Ако не се лажам, некои советници беа се сега тука, беа и дел тогаш и се надам дека овој пат ќе гласат за да се раскине овој договор. Почитувани граѓани на Кавадарци, според делото договор за ЈПП, јавно-приватно партнерство, кој се однесува на денешната прва точка од дневниот ред, спогодбено раскинување на договорот е според член 23 од договорот за ЈПП. Член 23. Договорените страни може спогодбено да го раскинат овој договор поради повреда на договорените обврски од страна на една или на другата договорна страна. Во тој случај, договорените страни се должни да ги определат сите услови и последици од раскинувањето, како и начинот на решавање на меѓусебните права и обврски кои произлегле од овој договор. Само писмена спогодба меѓу договорените страни за раскинување на договорот ќе произведува правно дејство. Се поставува прашањето: кои се повредите на договорните обврски и од која страна? Според моје сознание, според член 13 став 6 од договор за ЈПП, јавниот партнер ќе започне со плаќање на месечен надомест 30 дена по целосно инсталирање на нови светлички тела од страна на приватниот партнер. Но по исполнувањето на член 10 од договор за ЈПП, договорот е подпишан во септември 2013 година. Значи, според договор за ЈПП, права и обврски на приватниот партнер, член 10 став 1 и 2, приватниот партнер се обрзува минимален процент на оперативни светлички тела на територијата на општините и 9 села заведени во рекапитулација по извршена замена да биде 95%. Замена на постојните светилки за јавно осветлување кои се вкупно 2714 со енергетски ефикасни светилки, тоа е штетливи светилки, или вкупно минимум
2572 светилки морале да бидат наместени како услов за подпишување на договорот и со тоа по 30 дена почнува на отплата на ануитетите. Јавно прашува и сакам одговор, и јавно и написмено, да ми се одговори од сектор за финанси, од кој датум е отпочната исплатата на ануитет за јавно приватно партнерство за улично осветлување на град Каварци. Дали е формирана, ако не е веднаш да се формира комисија која ќе утврди фактичка состојба на инсталирани светилки, ако ова е важно за точката која е на дневен ред. Заради активирање на членот 12 од овој договор кој гласи договорна казна. Член 12 од овој договор, доколку приватниот партнер не ги постави и не ги доведе во функционална состојба купниот број на светички тела согласно утврдена динамика во изведбениот проект и во рокот од член 8 на овој договор за секој ден за основање за исполнување на обврска, приватниот партнер ќе му плати на јавниот партнер договорна казна во износ од 0,1% од вредноста на ЈПП проектот од 1.800.000 евра, вкупна вредност на проектот за јавно приватно партнерство. Барам да се поведе истрага за наместените 35 панел сончеви светлики со вредност од 2 милиона денари, кои се наместени пред 2 години позади ресторанот Ексклузив. Иронијата да е уште поголема. Овие светилки се набавени од приватниот партнер. И покрај фактот што се наместени на место каде што приватниот партнер морал да намести штетливи светилки. Според рекапитулираторот кој е во состојба на договор на ЈПП. Значи, некој во голема мера ја поценил интелигентите на целокупната кавадаречка јавност. Значи, ние, граѓаните на град Каварец, сме платили 2 пати екстра скапи светилки за улично осветлување на ово место. Исто така, член 10, став 3 стои воведување на автоматизација на системот за јавно осветлување и негово одржување, што го опфеча во споставувањето на систем за увид во светилките и добивање на информација за степенот на нивна вклученост и потребата за замена или друг вид на интервенција. Се уште ни трага од било каква модернизација или автоматизација. Но ова е исто така голем финански издаток за приватниот партнер, по моја процена некаде 150.000 евра. Ова до сега некој свесно го криел и затоа барам пред отпашувањето на како било договор за раскинување на ЈПП за улично осветлување. Барам од службата прво да го извести градоначалникот Јанчев, а после да ни се достави на советници предлог одлука и одлука која е донесена некаде пролет, април-мај 2015 или 2016 за користење на европски пари околу 250.000 евра. Од нив се дел искористија за набавки на 400 светилки кои се наместени во села за кои приватниот партнер претходно имал обврска да ги смени во штетливи. Според член 4, став 2 од договор за ЈПП, овие активности ќе се преземат во рок не подолго 180 дена, почнувајќи од централното градско подрачје, движејќи се спрема периферијата, за да заврши со руралните подрачја. Морам да напоменам дека локалната самоуправа е оштетена и во никој случај не треба да се дозволи преку назначеното договорно раскинување на овој договор да се дозволи прекршител на договорените обврски во овој случај да помине неказнато. Тој до сега има инкасирано повеќе од 500.000 евра, наши пари за кои имаме такви сознанија. Затоа предлагам локалната самоуправа на чело со новиот градоначалник господинот Митко Јанчев да побара од Државен завод за ревизија целокупниот договор за ЈПП за улично осветлување на град Кавараци да се назначи или да се земе овластен државен ревизор. Така да за ова работа некој мора да сносе одговорност. Благодарам. СДСМ гласа да се раскине овој договор. А доколку нема друг дискутант, да дадеме збор на градоначалникот. А се извинувам, Зоки Јованчев, Зоранчо Јованчев. Почитуван градоначалник, почитуван председател на Совет, колеги советници, медиуми, почитувани граѓани. Одма на почетокот ќе кажам дека ВМРО ДПМН, односно советничката група која што предводена од ВМРО ДПМН ќе го поддржи овој предлог одлука од страна на градоначалникот и ќе гласа за раскинување на овој договор.
претходниот дискутант, колегата од Социјалдемократскиот сојуз, кога кажа некои советници, добро би било да наброиме кои советници били тука, ќе видите дека голем дел седат од вашата страна, тие советници што биле на кога го гласале овој договор, но не е битно. Што е најбитно или најдобро од оваа работа? Ако е штетен договор, се раскинува. Значи да не трпи повеќе штета општина. Јас според мене сакам да кажам дека вие како политичка партија сакате да ја дефокусирате јавност. Да ја дефокусирате јавноста од актуелните политички случувања кои се случуваат во Република Македонија. Дали со една добра мерка што сега ќе ја изгласаме, треба да го затаиме, да ги затаиме антидржавните политики, двојазичноста на цела територија, промената која што ни се случува на името, промената на идентитетот, 30.000 денари плата кој што беше ветено, 100.000 денари на здравствените работници, зголемувањето на нафтата, на цените на нафтените деривати. За ваше сознание, таа одлука која што беше, колега Туриманџо, која што беше во 2015, таа не ни се оствари, затоа што Светска банка не се одобрени тие средства. Потполно се слагам со вас, нека има ревизија, ние сме за транспарентно јавно работење, тој што сгрешил или тој што постапил незаконски, нека си ги сносе одговорностите. Значи, да не фаќаме политички поени. Ако почнеме така, во недоглед ќе отиде дискусијата, затоа што и ние имаме доста што да кажеме. Ние ќе гласаме за предлогот кој што доаѓа од страна на градоначалник. Благодарам. Реплика Туриманџов, 2 минути. Мене ми е многу мило што моето излагање гледам предизвика реакции, баш ми е драго. Пред многу години кога го носивме буџетот со претходникот овој што го потпишал договорот, многу сафалета, многу проекти имал. Сега викате дека е штетен договорот, а сите знаат дека е штетен. А дефокусирате јавноста со теми што не се на Совет. Па ја да почнем да ви рецитирам бомбите, сакате ли тука? Да ви пуштам бомбите, ајде, ќе слушаме бомбите на заедно. Најубаво ќе биде така. Не од место. Лафте, зборујте за воа. Каква е таа општина, каков е тие градоначалник што дозволил 5 години, нека слушат граѓаните на Каварци, 5 години да плаќат на штетен договор. И мене ме е многу мило. СДС и то ги беше против. И знаеме дека е штетен договор. Никој не реагираше. И многу ми е драго и вие знаете дека беше штетен договор. Благодарам. Контра, реплика? Зоранчо Јованчев, 2 минути. Сега не знам зашто оваа нервоза кај вас, колега Туриманџо. Јас само едноставно и убаво прашам. Набројте и кои советници биле и во кој период. Пак ќе ви кажам дека голем дел седат со вас. Од тука, од кај нас не ми гледа. Благодарам. Колеги советници, да не одиме у погрешен правец. Од советниците сигурно дека бев јас, за другите мислам и Радњански, не е спорно кој бил советник. Вие сега како советници носите одлука. Вие гледате одлуката на книга. Реализацијата, спроведеното на терен е работа на администрацијата и службите. Немојте да укривувате советници што донеле одлука. На книга договорот е добар веројатно, али реализација не добра, што се тука криви советници. Општинска администрација ако види нешто да не е во ред, треба да реагира. Веројатно раскинување на договор доаѓа и тоа што градоначалникот и службите вишле нешто што не е во ред и ние сега носиме една одлука да го раскинеме договорот. Значи, добар договор, недобра реализација и сега следува раскинување. Ајде да не се убериме политички поени, многу е рано за избори. Благодарам. Градоначалник Поверес. Почитувам председател на Совет на град Кавалаци, почитувани советници, колеги, служби, почитувани граѓани. По однос на првата точка, како градоначалник на општина Кавалаци, сакам да направам едно мало елаборирање и едно мало појаснување за договорот за приватно, односно за јавно-приватно партнерство кој што е склучен 2012 година. Ја морам да бидам искрен и да кажам дека во 2012 година се донела голема одлука и голем чекор да се направи склучување на приватно јавно партнерство, што е редов пример за да се направи таков и чекор да
приватен партнер инвестира заедно со јавен партнер. Тоа е нов закон кој ќе беше донесен во 2012 година. За во тој период и за во тоа време и советниците, заедно со председателот на совет и со градоначалникот, за жал на вистината имаат склучено стварно добар договор за приватно јавно партнерство, без никакви исклучоци во договорот. Офатени сите законски акти, офатени сите последици, недоследности и брзостава на стручна анализа која што е направена за јавната расплета на град Кавадарци. Меѓутоа имам една забелешка тука за тоа што договор кој се склучува на 15 години, а ви знаете каков е периодот на 15 години, е малку можеби да се каже не штетен, него е непродуктивен за општината. Зошто? Затоа што во јавната расплета и во самата технологија толку брзо се развиваат системите и уредите што ни бараме модернизација на јавната расплета. Во тој договор главна поента и главна точка била да се заштеди 70% на плаќање на електрична енергија. Тоа е постигнато. Значи постигнато е 70% заштедување, врз основа на заштедувањето општината акумулира наменски средства од јавна расплета и плаќа ануитети на јавниот, односно на приватниот партнер. Општината воопшто не е оштетена до ден денеска затоа што нема никаква инвестиција општината. Сите 2700 светелки се платени од приватниот партнер. Со тоа што инвестицијата е негова и тој треба врз основа на ануитети да си ја надокнади во идно време. Меѓутоа, како градоначалник нов, како нов совет и како 2018 година, на моја лично барање и иницијатива, поради тоа што имаме доста реакции од граѓаните на град Кавадарци, дека имаме недоволно осветлување. Што значи недоволно осветлување? Значи 95% од светилките се во функција. Меѓутоа имаме слабо осветлување на одредени позиции. Врз основа на тоа, во договор со приватниот партнер, на неколку разговори, разгледување на сите можности, ние го убедивме и стигнавме до заклучок да направиме спогодба за раскинување на договор. Тоа не значи едностранно раскинување, тоа не значи раскинување да одиме на судска постапка. Во таа спогодба, пред да донесеме договор за раскинување на договорот за приватно јавно партнерство, направивме еден записник врз основа на одржан состанок. Таму беа нашите правни служби, нашите адвокат и приватниот партнер. Ставивме 5 точки, спогодбено како да го раскинеме договорот, меѓутоа сакавме и моравме да го ставиме тоа и на совет, значи советот да донеси одлука за, односно да ни дадете пас за спогодбено раскинување на договор. Во тие точки моравме да ги ставиме повеќе заклучици. По точка 1, веднаш да се отпочне постапка за спогодбено раскинување на горе цитираниот договор. Тоа е ова денеска што го почнуваме. По точка 2, проблемот да се изложи на седница на совет и да се побода од совет согласно за подпишување на спогодба за раскинување на горе цитираниот договор од страна на градоначалник. Значи ние бараме од вас мислење и спогодба за да го раскинеме спогодбено договор. По точка 3, затоа што таму се плаќаат месечни ануитети, за да прекине плаќање и да нема правен основ и да нема више трошкови општината, ја ставивме дека последна фактура за плаќање ќе биде заклучно со јануари 2018 година. Значи веќе од 2018 година јануари наваки нема право да фактурира приватниот партнер. По точка 4, за да не го оставиме јавната расплета недомаќински, да нема кој да одржава, го задолживме приватниот партнер на негов трошок и покрај тоа што му прекинува договорот и покрај тоа што нема да фактурира наредните 3 месеци, а тоа е февруари, март и април, да го одржава уличното осветлување во кондиција. Тоа значи дека за тие 3 месеци треба да направиме нова студија, да направиме ново елаборирање и да распишеме нов тендер. Значи наредното одржување на јавната расплета ќе биде со набавка на комплетно нови светилки. Значи сите светилки сакаме да ги замениме у градот и општина Кавадарци заедно со селата, да ставиме нова генерација на светилки кои што на некој начин даваат поголема светлина и уште помала потрошувачка. Меѓутоа бројот на светилки да го зголеми. Сега ако се 2700, да ставиме 4000 светилки. Оно колку ќе треба по студија. Тоа ќе го постигнеме само со комплетна студија да се направи и понуда. Нашиот план е општина Кавадарци да не инвестира во нови светилки, по испитување на пазарот и по докажување на пазарот има интересенти, производители на светилки и од Македонија и надвор од Македонија, врз основа на наша студија. Ние им дадеме студијата,
да се инвестира на нашата постојачка инфраструктура, да се стават нови светилки во рок од 4 до 5 години, през основа на нашата економска финансиска анализа која ќе направим по примање средства во делот на расплата, да им ги исплатиме. За тие период од 4-5 години да има гаранција на светилките и да можеме да имаме одржување на светилките општинско. Значи, да си формираме наша група работна, која ќе ги одржува светилките, ќе ги одржува линиите. Нема да заборавате тука дека од 2012 до 2018 Кавадарци има многу развиена мрежа за осветлување. Целото подрачје покрај Кеот и другите инфраструктури кои се градат наново, како новиот булевар кој ќе се направи. Од 2012 година никаде не се спомнати во договорот. Тоа се се нови инвестиции. И во наредниот период ние ќе купиме светилки постојачки, ќе ги наместиме кај што има постојачки инсталации врз основа на студија. Меѓутоа, за целокупната нова инсталација и за нови уреди кои ќе да ги ставиме во град Кавадаци, ќе ни требат инвестиции да доградува. Не можеме грава да го застанеме и да не се движи. Што добива општина Кавадаци? Општина Кавадаци ќе добие помодерна генерација на светилки, ќе можеме со тоа да направиме автоматски систем за наблюдување и гледање на расплетот Кавадаци, ќе може да добиеме прекинување на овој договор врз основа на плаќање на унитетите, али за разлика на тоа, тие пари нема да останат во општината, тие се наменски пари, ќе ги намериме да ги плаќаме новите светилки кои ќе да ги направиме. Така да после 4 години, да сме здрави и живи, да дојде понова битна генерација на светилки, пак треба да се смена светилки. Светилките не се вечни. Значи светилките имаат рок на употреба од 4 до 5 години, а самото модернизирање на светилките се прати од 5 до 6 години. Така да овој договор што е направен на 15 години, до сега има некои забелешки кои што не се фатални. Доколку вие сакате да правите ревизија или да иницијатира ревизија на договорот, во тој случај спогодбата која што е да направиме со приватниот партнер треба да согласи конкретни одредби. Наш план во таа спогодба, нема да лажам, тоа да биде така искрено кажано, треба да стоат повеќе работи, меѓутоа дека општина Кавадац нема да бара штета од партнерот, меѓутоа во таа спогодба треба да стои дека и партнерот нема да бара штета од општина Кавадац. Ако ние направиме спогодба на раскинување на договорот, а утре оиме на суд за истиот договор, тоа што не е спогодба. Значи спогодбата треба да ја направиме по тие начин. А доколку има криминал, што сакате да го декларирате или недоследности од договорот, за изминатиот период, тоа е страна на докажување и на вештачење. Меѓутоа, они недоследности кои што ги имаат ставено во делот на договорот, како што е автоматизирање, и мисли се чини дека имаше ставено положение за тормари кои што да ги инвестира, а не се доинвестирани, а не се на штета на општината, за тоа што функционира јавната расплета, тие мислам дека ќе ги стоат во спогодбата. Ние кога ќе направиме спогодбата, може група од советниците вака да учествува во таа работа заедно со нашите правни служби, да ја видите спогодбата како задолжение пред да ја подпишеме и да ја ставиме од двете страни. Мене ми е многу мило што приватниот партнер покрај досегашното работење негово од 5 години се уште нема исплатена инвестицијата и у некој си минус, како што кажува тој, сега нормално дека ќе запазнува неговата страна, и ја прифати дискусијата за спогодба. Доколку не ја прифатеше, во тој случај ќе размислене воопшто дали да одиме на раскинување договор. Затоа што договор од 15 години, знаете само ако се повика по изгубен бизнис, може да кошта многу пари и да биде непродуктивно за општината. Општина Кавадаци крајно е да добие автоматизирано светло, подобра расвета, модернизирано светло и да го пратиме трендот. За 4-5 години пак да разговараме за нови светилки. Да не останеме од 2012 од тие светилки. Благодарам. Лазар Ториманџов, повели. Збори или реплика? Пешано. Мало не. Градоначалниче, се слагам со твоето излагање, како ви е планот за како ќе оде расвета на Кавадарци после ово. Но, со едно вака само, у моето излагање, ако не е оштетена општината со 2 милиона денари за светилки кои требало приватниот партнер да ги тури, а сме ги купирани, мислам дека не е уреду и сакам градоначалниче да ми одговорите само. Дали мислите дека овој договор е добар или е штетен за општина Кавадарци? Ако е добар, тоа да не го раскинуи. Значи вака,
по основ на тие 2 милиона, тоа не се 2 милиона, значи да ви кажем дека цела работа е проверена од АДШ. Месеци поработиме на договорот, приберени се документации, целокупните фактурирања од страна на Квазар Мисчине беше фирмата, заедно со нашите служби. И ја првично мислев како тебе, дека е злоупотребена финансовата каса на општината, дека 2 милиона денари се инвестирани у светилки кои што треба ние да ги наместиме, односно тој да ги намести како светилки. Не е така. 1.800.000 е тој проект. Тоа е позади лепотите, позади ексклузивите кои што кажувате. Значи таму е инсталирано во нова расплета. Што значи нова расплета? Има ставено подземни кабли, има ставено нови столбови и има ставено Приватниот партнер треба да го направи. Не е така. Приватниот партнер има за обврска од 2013 да инвестира 2700 светилки. 2713. Тој ги инвестира 2713 светилки. И ние му правиме како општина примопредка. Во иднина има обврска да ги одржава 2713. Општината како се развива и со која насока и динамика ќе се движи, нема обврска он да доинвестира во делот на нови светилки. Тоа е проект на општина Кавадарци, кај што има наместено нови светилки и тие светилки се наместени, ми се мисли дека се сончеви, штедливи, ставени. Исто така како што е ставено нови светилки на Кејот, на булеварот, значи не е таа обврска на приватниот партнер да доинвестира, инаку така не би имало крај, нема смисла. Прочитате го договорот убаво, комплициран е и е многу убав кога кажам дека Што не е комплицирано, Учалнич. Много е јасно. Не од место. Комплициран е договорот за тоа што една работа. Во сите анализи кои што ги гледавме и студии до сега што направени, во сите приватно јавни партнерства, првите 5 години има чар јавниот партнер. И тоа е така. Значи ние во општината првите 5 години немаме никаква инвестиција, едноставно сме му дале инфраструктура наша, да дојде тој со собствени средства да си купи светилки кои што се многу подобри од оние живините кои што ги имаме претходно и да ги намести. Првите 5 години го има чарот јавниот партнер. Наредните 10 години треба профитот да го остварува приватниот партнер. Ја ги пак фала му на разбирањето што сака да направи спогодба и верувам дека нема се предобисти да направи спогодбата, кога неговиот најголем интерес постои за да он акумулира средства за наредна инвестиција, ние го раскинуваме договорот. Договорот воопшто не бил штетен, само според мене треба да се вметне во договорот дека на секои 4-5 години треба да има нова инвестиција и замена за нови генерации на нови светилки. Тоа е промашено во договорот. Ставено е дека он треба на после 4000 сати да ги смене светилките, ама кој може да ги броje која светилка колку сати изработила кога нема мерачна светилка. Така да мислам дека треба да се стави модернизација, под зборот модернизација, кој што е ставен како општи збор, треба малку да се појасни што значи модернизацијата. Замена со нова генерација, да се прати трендот, да се прати автоматизацијата така. Во тој дел со ова што го кажувате 1.800.000 има целокупна документација, може да ја земите да ја видите, тоа е нова инвестиција, односно имот на општина Кавадарци кој што е инвестиран надвор од договорот. И исто така и за Кејот и за булеварот кој што е направен на Западен булевар во општина Кавадарци. Благодарам. Доколку нема друг за збор, се извинувам, Ташо Радњански, поведе. Почитуван градоначалник, почитуван председател на совет, почитувани советници, медиуми и служби. Јас исто така мислам дека овој договор не е штетен тогаш што направен, но факт е, како што спомна Тури Манџов, дека можеби не е испочитувано за едната страна конкретно. Факт е исто така дека по 180 денари секој наш сограѓанин плаќа за улично осветлување и таа цена не е надмашена, таа сума не е надмашена. Исто така е факт дека овие светлици што го представија не се толку, немаат комплетно осветлување, не се гледа доволно, ете зашто и градоначалникот вели ќе биде нели ќе има уште околу 1400 повеќе светилки од нив. А во однос на тоа што Јованчев кажа дека кои гласале, да, ја гласам за овој проект, за овој договор, но со СДСМ 6 души, еве и да сме гласали што ви кажа што 20 не мине, вие гласате господин Магдов. Советниците од ВМРО помен. Да. Не предходните. Предходните. Па ја мислам дека има
Од претходниот совет нема. Па добро. Драго, вашата Нова ера дојде. А има гласаше за овој. Блашко, гласаше ви за имате овој- Блашко. за овој договор. Он не беше да се. И уште еднаш ќе повторам, не мислам дека е, може би има пропуск. Може би има договор с пропусти, не мислам дека е толку штетен колку што не е испочитува. Благодарам. Божанка Минова, повели. Една вода може ли? Почитуван градоначалник, почитуван председател на совет, почитувани колеги и медиуми. Во контекст на овој договор за осветлувањето, Блаже не од ние место. во неколку наврати апелиравме да се направи осветлување на улици кои што воопшто немаат осветлување, а сите граѓани плаќаат, нели, за улично осветлување. И јас би, како што на пример беше спомната таму Црноречка и многу други такви улици, чии што потреби на граѓаните не се задоволени. И јас од тој аспект апелирам и до градоначалникот во иднина кога ќе се договара со ова да се направи офат на сите улици, таму дури да се направи инфраструктура кај што нема инфраструктура и да ги имаме сите граѓани под еднакви услови за живење. Благодарам. Друг за збор? Толку нема точката, ја давам на гласење. Таму нешто да би се даде. Да. Кој е за? Едногласно. Чи ги задолжам? Ќе му после ќе ми кажеш. Констатирам дека предлог одлуката е едногласно усвоена. Втора точка. Предлог одлука за давање согласност за отпочнување постапка за престојот на договорот за воспоставување на јавно-приватно партнерство за давање на услуги на паркирање во општина Кавадарци, кое се остварува како концесија за јавни услуги. Кој бара збор? Јосиф Стојанов. Началници, председатели, колеги советници. Исто како и по точка 1, така и по точка 2, барам да се објасни суштината и кои се причините за раскинување на договор и барам информација од надлежните. Благодарам. Петар Стојанов. Николов. Се извинам. Ако не, кој го треба да става? Почитуван градоначалник, почитуван председател на совет, почитувани сограѓани, колеги советници, медиуми и останати присутни. Една од точките на дневниот ред на денешната седница е и точката за поништување на одлуката за зонско паркирање. Прашање за кои претходниот совет на советничката група на СДСМ и актуелниот имат ист конзистентен став. Имено СДСМ беше против и во 2016 година, а и против и сега да зонското паркирање во Кавадарци биде спроведено преку јавно-приватно партнерство. Ние и тогаш и сега се залагавме за формирање на јавно предпријатие кое ќе го регулира паркирањето во централното градско подрачје. Меѓутоа, за разлика од нас, советниците од ВМРО ДПМН во периодот од само 2 години драматично го промениле својот став во однос на ова прашање. Еден дел и од актуелната советничка група беа советници во претходниот состав на советот и гласаа лично за оваа одлука. Имено, поранешната председателка на советот на општина Кавадарци е потписник на сите овие одлуки. Почнувајќи од одлуката за јавно-приватно партнерство, одлуката за тарифа на пајак служба, одлуката за тарифи на зонско паркирање, па се до одлуката за зонско паркирање. На сите овие одлуки потписник е поранешната председателка на советот. Како за толку краток период, вие како советничка група на ВМРО ДПМН така драматично го сменивте вашиот став во однос на ова прашање? Како пред само 2 години истите вие советници ја убедувавте целата кавадаречка јавност дека станува збор за добро решение? Како би било одредено решение добро, кој на конкретниот приватен собственик ќе му носи годишен приход по десетици илјади евра годишно?
или по една физибилити студија во 2015 23.575 евра, 2016 42.000, па 2020 оде приходот до 90.618 евра, се до 2024 би имал приход од 100.000 евра годишно, или вкупно за 10 години 785.000 евра пари. Од ова се гледа за чиј интерес работела советничката група на ВМРО ДПМН и претходниот градоначалник Александар Панов во претходните 4 години. Тоа не бил секако интересот на граѓаните на општина Кавадарци. Не и понатаму, како советничка група, ќе се залагаме за формирање на јавно предпријатие, кој ќе му овозможи пониски цени за паркирање на граѓаните на општина Кавадарци, а не за полнење на џеповите на неколку приватни собственици. Благодарам. Дали има друг за збор? Доколку нема, градоначалник, Може малку точка, да. поведете. Добро, јас исто сакам така малку да образложам и елаборирам точката 2 за раскинување на договорот за јавно градско паркирање. Прво малку мислам да врзал со претходна дискусија. Ние мораме да бидеме што поскромни во разговорите и дискусиите, не смееме да ги напажиме цело време приватните партнери, затоа што еден ден ќе ни затребаат на општината и ни требаат партнери кои што треба да ги инвестират општина Кавадарци. Ако може општината се сама да прави, тоа ќе биде супер. Меѓутоа не е така ситуацијата и не смееме да ги плашиме луѓето дека треба да прават договори со општината, па дај Боже да имаме и приватни јавни договори во делот на нови инвестиции. Нормално, како општина и како совет мора да ги запазуваме критериумите на граѓаните и во интерес на граѓанството. Во тој договор, кој што е направен и е донесен од претходниот совет и градоначалник, имаме недоследности во тоа што МВР, односно СВР Велес и Скопје не им дозволи на општина Кавадарци да имаат паркиралишта на одредените локации. Со самото тоа, што не дозволија, поради тоа што таа улица била магистрална, а не е од понизок ранг, договорот не може да се спроведи до крајност, односно да се стави во функција. Со самото тоа што договорот повеќе од 7 месеци не е ставен во функција, а приватниот партнер има платена концесија од 1.800.000 денари за првата година, а ние му немаме возможност да го ставиме во функција, тоа веќе нанесува штета. Овој договор, покрај тоа што ние носиме одлука за раскинување, моје обидување е дека ќе заврши во судска постапка. Неколку пати се потрудивме со приватниот партнер да седниме, да најдеме начин како претходниот со спогодба да го решиме, не ќе да прифати спогодба, си ги бара неговите изгубени средства или изгубен бизнис кој што мисли дека го има, значи ќе заврши во судска постапка кај што нашите служби и адвокати се занимаваат. Во меѓувреме ние по раскинување на договорот ќе се потрудиме од МВР да се усогласиме со новиот генерален план, да направиме можност за паркирање и да формираме јавно предпријатие. Исто така и јас застапувам тезата за јавно предпријатие да се формира, да не биде приватно јавно предпријатие, не дека е штетен, дека некои се богате, меѓутоа е многу осетлива категорија и многу осетлив сегмент во делот на функционирањето на граѓаните. Ние после тоа треба од секој граѓанин за секое паркирање да наплаќаме по редовен час или по месечен билет паркинг бесплатно. Тоа значи дека секогаш ќе има спекулации и дека секогаш има отворени теми, колку пари се земале, колку профитирало, како профитирало и така натаму. Инфраструктурата е на општина Кавадарци, општините и улиците и булеварите се на општина Кавадарци, паркиралишта се на општина Кавадарци, 90% условот е исполнет да биде јавно предпријатие. Морам да ви дополнам да ви кажам дека имаме предвидено уште две катни граѓани во уште две паркиралишта. Едната веќе се работи физибилити студија и проект АНОТ, кој што е постоечки објект на комунале за биде паркиралиште со над 200 автомобили, и второто паркиралиште треба да биде во делот на пазарот две подземни паркиралишта. Со тоа новото јавно предпријатие се стекне со право на управување на тие паркинзи и на постоечкиот паркинз и во делот на постоечките булевари и улици. Сами да знаете дека тоа јавно предпријатие, кога ќе биде јавно, ќе треба да има инвестиции. Инвестицијата во она што значи софтвери, програма за работа, пајак служба и вработување од прилика на 20 луѓе, ќе треба општината заедно со јавното предпријатие да го инвестира од сопствени средства.
Така да јас ќе се трудиме максимално и со нашите адвокати и со правната служба да излезиме што побрзо од тие правен лабиринт, затоа што таа постапка колку повеќе да влече, ние толку имаме проблем. Доколку денеска донесете одлука за раскинување на договорот, уште наредната недела јас по правен основ ќе им ги вратам тие 1.800.000 денари кои ќе имат уплатено по вид на концесија, а за сите надоместоци врз основа на изгубен бизнис или на штета, кој што претпоставува дека има приватниот партнер или дека е измамен во делот на општината, ќе си ги бара по судска постапка. Тука не сум спремен да направам спогодба, затоа што не дојдовме до заеднички заклучок и до заедничко размислување со партнер. Благодарам. Доколку нема друг за збор, точката ја ставам на гласен. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка број 3. Предлог одлука за давање согласност на договори за примање донација услуги за остварување на јавен интерес, реализација на проект за чисто и убаво Кавадарци, чистење на град Кавадарци, чистење на речно корито, чистење на диви депонии. Дали некој бара збор? Јосиф Стојанов, повели. Предлог одлуката за давање на согласност за договори за примање на донација, услуги и остварување на јавен интерес, бара објаснување за кој период ќе бидат користени овие донации, чии ќе бидат трошковите за ангажирање на овие донации. Тука се мисли дали се стават на располагање машините заедно со вкупните трошоци што произведуваат од истите, односно за шофер, нафта, резервни делови, амортизација. И да ми се објасне што значи вредноста на пример, еден багер, еден камион, што опфаќа вредност на извршена задача или нешто друго. Благодарам. Дали има друг за збор? Доколку нема, објаснување ќе дали градоначалник. Повели градоначалник. Со самото моје доаѓање на функција градоначалник и констатирање на советот, се чини дека беше после 1 ноември, успеавме да направиме увид у град Кавадарци, да кажеме дека имаме повеќе од 6000 метри кубни диви депони и диви насипи на штупки на земјиште. Исто така речното корито од Сирес градите до Глишич и Марина со исклучок на урбанизираното корито беше во многу лоша состојба и натоложена максимално. Јас на лично моја иницијатива, заедно со комуналец и со кабинетот КМН, заедно со овие фирми кои ще се тука, и заангажиравме на нивна добра волја, на наша добра волја, на потребата на општина Кавадарци, да отпочнат со работа. Сите овие фирми кои се наведени во одлуката, ми се чини дека се 4 или 5 фирми, имаат вклучено своја механизација, своја работна сила и своја амортизација. Значи, ниту по еден основ. Зборот донација, значи, самиот кажува дека ова целокупно што го изработиле е донација. Они немаат основ на наплата по ниеден основ. Меѓутоа, ради правните регулативи од државата и ради регулативите кои ќе ги имаме со Законот за финансии, тие мора да издадат фактура на општина Кавадарци. Фактурите се пресметуваат врз основа на надзорот кој ќе ги имавме од комуналец, кој колку саати изработил. Врз основа на просечна цена на истражување на пазарот се издава фактура. Фактурата не се издава со цел да се наплати или било какво, него тоа е неплатежна фактура, али по регулатива и по закон, секој еден што има механизација и учествувал во јавна дејност, треба да пушти фактура. Таа фактура ја добиеме некако општина, ќе пуштиме до Министерство за правда, каде што ни ја потврдува дека да, тоа е од јавен интерес, чистење на улици, на корита, на депонии. Врз основа на тоа, добиваме решение дека е од јавен интерес, му даваме на приватниот партнер решение од јавен интерес, ние имаме и комплетно сме прекриени. Значи, општина Кавадарци извршила, условно кажано, од X сума действија на терен во интерес на граѓаните, али не од буџетот, него од комплетна донација. Така да тука немаме никаква обврска, ни за амортизација, ниту па интерна обврска према тие компании кои што се вклучија во делот на речистувањето на тие диви депонии и концесии. Ја ива користам и приликата и можноста лично да им заблагодарам на компаниите што испаднаа во пресед за чистење и вака усмено е да кажам дека ќе спроведам уште една акција во делот на слична како ова, чистење на порурални средини како што е
не знам, Сопот, Марена, Глижич и други села, али тоа ќе го направиме негде пред мај месец, затоа што сега и сами знаете дека временски прилики бас не ни даваат многу можност да работиме. Така да, ако има иницијативи и од граѓаните и од советниците, заедно со мои иницијативи би се вклучиле во последна донација да можеме да ги вклучиме пак, може да се појават интереси од повеќе компании или од исти компании да може да направиме. Ако правиме се тоа врз основа на буџет и врз основа на средства кои ќе ги имаме како општина Кавадаци, верувајте дека никош нема да го завршиме. Сепак, пак ќе кажам голема благодарност до сите компании кои што јас ќе ги кажам компаниите кои што учествуваат до сега и ги имате и вие во одлука. Тоа е Аналмак 97 кој што учествувал со 2 камиона и со багер во континентет повеќе денови, има евиденција во Комуналец. Аз машини од Кавадарци со помала донација, ВСГД Доел фирма од Кавадарци, Јами од Кавадарци и Трасер од Кавадарци. Тоа се тие компании кои што до сега се имаат вклучено во таа акција. Се надевам дека во едно време и другите компании се вклучат нормално за почисто и плувало Кавадарци. Благодарам. Доколку нема друг за дискусија, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Благодарам. Точка број 4. Предлог одлука за давање согласност за договор за примена донација движна ствар за остварување на јавен интерес. Метална порта. Дали има некој за збор? Доколку нема, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка број 5. Одлука за примање и давање донација за остварување на јавен интерес. Унапредување, промоција и поддршка на дејностите од јавен интерес во областа на заштита на животната средина и развој на граѓанското општество. Метларки. Дали има некој за збор? Доколку нема, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Ова е, може да ја дискутирате малку, многу битна точка и 90.000 евра донација која што примиме од ИГМ и од Клучајн координатор за метларките. Мислам дека е прав момент за градот и погодок, така да еве како се вика тоа, кога треба да земеме, треба да изгласаме дека треба да земеме. Началници, можете и на говорница ова да го образложите. Да, и така да јас да го спомнам. Да. Значи, јас знам дека сите советници делумно сте запознаети и преку медиумите и преку она што го гледате секојдневно. Пак ќе кажам, значи, во интерес на продолжување за почисти плувало Кавадаци, има неколку фази на проекти. Тие се неколку фази кај што првично ги чистивме груби депони, шутови низ градот, речните корита. Втора фаза која што ни беше ставена, ставивме 3 метларки со вредност од 85.000 евра. Им се благодарам на тие три компании, едната е Кожученка, другата е Синава во Германија, третата е ИГМ Трейд од Кавадаци, кои што ги донира тие метларки без никаква обврска, без никаков надомес, напротив инвестиција за град Кавадаци. Еве тука е директорот на Комуналец, може тој да каже од каков обем на донација станува збор и кои бенефити ги имат граѓаните во општина Кавадаци. Исто така сакам да ви кажам дека тој проект кој што го отпочнавме прво значи со чистење депони, па второ со набавка на донација на метларки, ќе продолжи во понатамошен развој. Разговараме и со француска и со германска амбасада, разговараме и со компаниите да имаме и трета и четврта фаза на донации, каде што може да постигнеме поголем дел во делот на екологијата, на чистењето на урбано следување на Кавадаци. Ова како советници го знаете индиректно, еве и вас ќе ја повикам, сите кои што може да искористите прилика, моменти, ситуации со ваши пријатели, со работници, другари, нека се приклучат кон овој проект, значи тука немаме граница кој колку сака да даде и кој докај сака може да доаде. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Точка број 6. Предлог одлука за давање за одобрување на набавка на основни средства инвалидски колички. Дали има некој за збор? Да. Претходната точка оди заедно со амандман. Ова што. Дали бара некој збор? Доколку никој нема збор, точка ќе давам на гласање. Кој е? Одлуката со амандманот оди гласање. Едногласно. Точка број 7. Предлог решение за именување на членови во Комисијата за имплементирање на мерките за обезбедување на поддршка
во подобрувањето на енергетска ефикасност во стамбени згради за колективно домување во општина Кавадарци. Отварам расправа, кој бара збор? Ако не бара некој збор, а председателката на мандатна комисија Виолета Димитрова да ги прочита. Почитувани советници, на вчерашниот состанок на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања донесен е предлог решение за именување на членови на Комисијата за имплементирање на мерките за обезбедување на поддршка на дејностите во подобрувањето на енергетската ефикасност во стамбените згради за колективно домување на општина Кавадарци. Како предлог на членови од Советот беа дадени Јосиф Стојанов, Зоран Јованчев и Ванчо Попов од Заедничкото оделение за енергетска ефикасност во Неготино. Ќе го ставиме на гласање? Предлогот го ставаме на гласање. Кој е за? Едногласно. Благодарам. Точка број 8. Предлог решение за разрешување и избор на членови на Совет на млади во општина Кавадарци. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, председателката на мандатна комисија ја молиме да ги прочита. Предлог решение за разрешување и избор на членови на Совет на млади на општина Кавадарци по разгледување на пристигнатите пријави од конкурсот за избор на членови на Советот на млади беа избрани Александра Хаджич, предложена од СДСМ, Филип Тасев, предложен од ВМРО ДПМНЕ, Мартин Крстевски, предложен од студентскиот парламент, Ордан Чоданев, предложен од невладините организации и Марија Делова, предложена од средните училишта. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка број 9. Предлог решение за разрешување и именување на представници на општина Кавадарци во управниот одбор на ЈП за стопаницување со спортски објекти Мито Хадживасилев Јасмин Кавадарци. Дали некој бара збор? Доколку не бара некој збор, председателка на мандатна комисија да ги прочита предлозите. Предлог решение за именување на представници на општина Кавадарци во управниот одбор на јавно предпријатие за стопаницување со спортски објекти Мито Хадживасилев Јасмин од Кавадарци. Беа предложени следниве кандидати: Даниел Петков, Никола Стојанов, Здравко Бошков, Благородна Кичевска-Панова и Маја Миткова. Предлогот на мандат го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка број 10. Предлог решение за разрешување и именување на представници на општина Кавадарци во надзорен одбор на ЈП за стопаницување со спортски објекти Мито Хадживасилев Јасмин Кавадарци. Отварам расправа. Кој бара збор? Доколку не бара никој збор, председател на мандатна комисија да ги прочита предлозите. Предлог решение за разрешување и именување на представници на општина Кавадарци во надзорниот одбор на јавно предпријатие за стопаницување со спортски објекти Мито Хадживасилев Јасмин од Кавадарци беа предложени Оливер Николовски, Атана Станевски, Никола Станоев, Сашко Богев и Лазе Тасев. Предлог ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Благодарам. 11. Точка број 11. Одлука за изменување и дополнување на статут на јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци, донесена од управен одбор на јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци, број 02-46/1 од 9.2.2018 година. Кој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка број 12. Одлука за донесување на статут на јавна општинска установа Библиотека Феткин Кавадарци, донесена од управен одбор на јавна општинска установа Библиотека Феткин Кавадарци, број 02-35/2 од 9.2.2018 година. Отварам расправа. Кој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на гласање. 18 за, 1 против. Благодарам. Да не погреши, колега? Да не сгреши или
Благодарам. Точка број 14. 13, извинувам. Одлука за давање на времено користење движна ствар на општина Кавадаци со архивски број 02/166/5 од 5.2.2018 година, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Отварам расправа. Кој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка става на гласање. Кој е за? Благодарам. Точка број 14. Одлука за утврдување на висината на бодот за исплата на плата на административни службеници вработени во ЈП Комуналец Кавадаци со архивски број 02/179/1 од 7.2.2018 година. Донесено од ВД директорот, треба прегасно го читаме. Дали некој избара збор? Повели Зоранчо Јованчев. Оваа точка сакам да запознаеме јавноста дека станува збор за законска регулатива. Тоа е за утврдување на бодот на вработените службеници и вработените во јавното предпријатие Комуналец. Ние како совет Добро, значи ние како совет даваме амин за оваа работа и нели че оде понатаму со усогласувањето кое што е излезено во службен вестник. Но од тука ние како советничка група на ВМРО ДПМН упатуваме апел и поддршка на директорот да може и претходните нели совети имаме разговарано за оваа тема да се покачат платите на вработените на оние кои што не се административни службеници, бидејќи се многу ниски платите таму во секојдневното нели комуникација со вработените од Комуналец и нивните потесни семејства, а бидејќи знаеме дека јавното предпријатие Комуналец е во топ состојба, упатуваме апел како советничка група на ВМРО ДПМН во периодот кој што ни престои директорот и заедно со менаџерскиот тим да отпочне со постапка за покачување на платите на вработените во јавното предпријатие Комуналец. Благодарам. Благодарам за збор. Лазар Ториманчев. Евак, директорот е тука. Тука ли е директорот? Тука. Директоре, ми интересира колку е плата на еден административен службеник со високо образование, колку со ниско. Евак. По градот има шпекулации дека таму имате плати до 50.000 денари. Добро. Ќе ми одговорите. Пише си после. Имам сознание дека опште работници взимат по 12.000 денари плати. Секоја нова администрација у општина Кавадарци, Комуналец е столбот на градот. 90% што се работи од градот, џубре, сметови, канализација го прави Комуналец. Секој градоначалник се гордее со Комуналец, директорот се гордее со Комуналец. Претходниот директор успеа грант да донесе, мислам, општина Кавадарци успеа. Мислам, крајно време е да почне и работникот да се гордее дека работи у Комуналец. 12.000 денара е катастрофална плата. Тоа е катастрофа, да взимаш 12.000 денара во ова време, со хранина, со се, ти е општ работник, еден бурек да си купе, пола плата шаф нема. Комисијата што имаме ника како партија за економија, моментално работе никако советничка група на СДСМ у најкус можен рок. Сакаме да туриме точка на дневен ред стриктно за Комуналец и за општите работници на Комуналец. Покачување на плата, али драстично покачување на плата, не да биде тоа косметика, па како претходен директор, законски 4-5%. Значи, че туриме точка на дневен ред, че да дебатираме за Комуналец. Комуналец е топ предпријатие, како што кажа колегата Јованчев, Комуналец има пари, мислам дека е ред да му се покаче платата на општи работници. Дали ќе биде тоа наредниот совет, че успееме да туриме точка или у најкус можен рок, СДСМ ќе залага за драстично покачување на платата на работниците. Благодарам. Дали има друг колега за збор? Доколку нема, директорот, ако има забележано, ако не, ќе му помогнеме да колку што може да ни одговори. Почитувам председателе, дами и господа советници, медиуми. Прво,
сакам да ја поздравам и на советничката група, барањето на советничката група на ВМРО ДПМН, исто и барањето на советничката група на СДС за покачување на платите на вработените и да кажам дека не е точно дека најголемата плата се движи 50.000 денари, значи со високо образование јавната администрација зема колку сите вработени во цела јавна администрација во Република Македонија, додека најниската плата во ЈП Комуналец е 13.500 денари. Тоа е. Наредниот совет ќе добиете писмено за секој објаснување, за секој вработен кој колку плата зима и со предлог од раководниот тим и јас како директор за колку и колку проценти може да се покачи таа плата. Благодарам. А дали сте задоволни од одговорот на директорот? Благодарам, директоре. Точката 14 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 15. Одлука за изменување на финансискиот план во ЈП Комуналец Кавадарци за 2018 година донесена од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Отварам расправа, кој бара збор? Доколку никој не бара збор, тоа ќе ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка број 16. Одлука за одобрување и исклучување на договор за кредит донесена од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Отварам расправа. Јосиф Стојанов, повели. Председатели, од оваа точка барам од надлежниот, односно од директорот на Комуналец да ни објасни зошто е намената на овој кредит и кој ќе биде бонитетот на општината и на самиот колектив Комуналец. Ако може само. Дали има друг за дискусија да не излегува два пати? Ако нема, директоре, повели. Благодарам. Значи, потребата од подигање на кредит од страна на ЈП Комуналец се јавува поради зголемениот обем на работа, тоест формирање на ново градежно одделение кое што ќе изведува работи од областа на нискоградбата и за кои работи јавното комунално предпријатие ќе фактурира на самата општина. Значи, реално јавното комунално предпријатие Комуналец нема финансиска моќ да ги купи во една година сите тие потребни возила и приклучна механизација за позитивно да одговори на барањата, значи за брзо и ефикасно извршување на работите и намената на кредитот е за купување, значи поточно за купување на возила и механизација кои ќе бидат во функција на градежното одделение. Благодарам. Дали сте задоволни од одговорот? Благодарам. Дали има друг за дискусија? Доколку нема, точката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка број 17. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичко-планска документација за објекти надвор од плански опфат. Отварам расправа. Ако нема, доколку има, Јосиф Стојанов. Овие се точки, јас како председател на Комисијата за урбанизам, ќе ги има во наредните сите совети, бидејќи има донесена одлука сите што се доспеани до собранието барања за легализација да се забрзат и да се остварат. И така ќе си одат наизменично, како ќе пристигат на ред, така и ќе ги одлучуваме. Мислам да нема забуна, да има објаснување. Тоа се за легализација на објекти вон населбата. Вон населба. Вон населба. Благодарам. Ова повеќе корисно за граѓаните. Дали има друг за дискусија? Благодарам. Доколку нема, точка ставам на гласање. Кој е за? Заедно со амандманот. Едногласно. Точка број 18. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичко-планска документација за согласување на намената на бесправно изградени објекти со намена на земјиштето. Отварам расправа. Доколку нема, точка ставам на гласање. Кој е за? Едногласно.
Точка број 19. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправен објект градска капела. Отварам расправа. Доколку нема точка, ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 20. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправен објект деловен простор на место викано Страшо Пинџур и место викано Беласица. Доколку нема за дискусија, точка ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка 21. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправен објект деловен простор на улица ЈНА. Отварам расправа. Доколку нема никој, точка ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка број 22. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект Марена. Отварам расправа. Да направиш некој лапсус, не е ЈНА, веќе мислам да смените у... Колега, така ми пишале, ако е грешка, се извинувам. Ја читам. Точно така, старо лице, старо, по старо. По старо, тоа е ова советничка канцеларија кај нас во општина. Точката 22. Точката 22 ја ставам на глас. 22. Кој е за? Благодарам. Точка 23. Предлог одлука за определување на приоритетни проекти, асфалтирање на дел од регионалниот пат П-29-171, село Долна Бошова до село Горна Бошова. Отварам расправа. Доколку нема, да ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка број 24. Предлог одлука за определување на приоритетен изработка на проект техничка документација за регулација и уредување на речно корито на река Луда Мара со спортско-рекреативни содржини. Отварам расправа. 24. Доколку нема... Ја немате? Дополнителните. Точка 24. Предлог одлука за определување на приоритетен проект, изработка на проектно-техничка документација за регулација и уредување на речно корито на река Луда Мара со спортско-рекреативни содржини. Ташо Радњански, повеле. Почитуван председател на совет, почитувани советници, медиуми, служби. Чинам дека пред некој ден, кога беше Свети Трифун, се чувствував многу убаво, заради тоа што не удостои со своја посета председателот на државата, не удостои со своја посета и премиерот на државата, не удостои со своја посета амбасадори, нели, повеќе земји од Европската Унија, и морам да кажам дека тогаш се чувствуваш многу добро само со еден детај кој ми го расипа расположението. А тој детај, че го коментирам, што ми го расипа расположението, беше тоа што кога премиерот Заев беше овде во контакт со градоначалникот, кој што и медиумите нели го снимаа, го праша градоначалникот лично, премиерот го праша градоначалникот, че зборувам, како стоите со проекти, со аплицирање на проекти. За жал, градоначалникот констатира, ја кажа вистина, дека ние проекти сториме слабо, но ќе се потрудиме понатаму, нели, тие проекти да бидат изготвени. Што би рекол понашки, за да ме разберат, нели, моите сограѓани, море матеница, асан без лажица. Од Европа пари идат, а ние не можеме да ги искористиме. И во тој однос, само ќе коментирам една работа, дека негде 2013 година е одобрено на Кавадарци преку еден проект од странство, е одобрено околу 3 милиона и 430 илјади
1.430.000 евра и дадено ни е 24 месеца за општинската администрација да подготви планска документација и таа планска документација не е доставена и негде на 8.2. оваа година тој проект од Европската Унија кој што оди преку Министерството, тој е јавно достапен документ, е одбиено и ние тие 3,5 милиона евра фактички ги изгубивме. Колку јас што знам, тоа е заради тоа што администрацијата не си ја заврши својата работа. Ми беше непријатно кога бевме во советничката канцеларија за локален економски развој, кога ми беа предложени 5 проекта кои што треба да ги прифатиме ние и да дигнеме рака за нив. Фактички чинам, господине градоначалниče, дека некој се меша во ингеренциите на Советот. И постои закон за локална самоуправа, од кој што произлегува еден член во нашиот статут, членот 82, кој што вели: Советот одлучува за уредување на односите во областа на локалниот економски развој, за стимулирање и привлекување на нови инвестиции, како и го поттикнува развојот на предприемаштвото на локално ниво. Значи, ние се доведовме во ситуација некој друг. Значи, ние да бидеме во служба на локалниот економски развој, а не локалниот економски развој тоа да не да биде во наша служба, и тоа лично како советник не ми се допаѓа, чинам дека сум малку игнориран. 27 точка вели дека Советот ја утврдува организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација врз основа на предлог на градоначалникот. Значи не го работиме ние тоа што ќе каже општинската администрација, туку обратно, општинската администрација е во служба, а тоа на Советот, тоа до сега не го видовме еднаш минати 90-ти години, и дека Советот основа јазни служби во рамки на надлежноста на општината и врши надзор над нивната работа. Таков надзор не видов и стварно ми е невкусно да зборуваме сега за некои проекти кои што ние треба да ги иницираме, ние треба да донесеме одлука кои ќе бидат и какви ќе бидат, а гледаме дека донесуваме некои друг такви одлуки што не е добро. Ќе повторам оно што го кажав од минатата седница. Општина Струмица и општина Прилеп добија огромни пари од европски фондови као грант, Кавадарци доби минорни суми и мислам дека овде нешто треба да преземе за работите да тргнат на по-добро. Јас за овие сум поодамна советник, никогаш не сум добил извештај за работите на локалниот економски развој. Имате овде еден проект за уредување, програм треба да се направи за уредување на речното корито на реката Луда Мара, бидејќи се работи за рурални средини, чинам ќе биде од мостот на Ваташа према Моклиште. И ја тоа ќе го прифатам, немам зошто да не го прифатам, единствено ми интересира дали таа проектна документација ќе прави некоја консултантска куќа, затоа што само 1 милион имаме одвоено, а сумата е 2 милиона, или тоа ќе го прават нашите служби. Тоа сакам да го знам. И сакам да ви напоменам дека моментално преку Европската Унија се одвојуваат околу 22-23 милиони евра за развој на туризмот регионален. И чинам дека овде, на ова поле, ние може да делуваме и да му даеме насока на локалниот економски развој и на невладениот сектор, кој што и текако добро го плаќаме спрема сумите кои што ги одвојуваме за невладениот сектор, да се вклучат во оваа работа. Затоа што ја верувам, не можете еден или двајца луѓе да и направат сите проекти. Ама треба вклучување на се она што значи капацитет во Кавадарци за тоа да се направи. Зошто го велам тоа? Ако се вложува, секоја општина може да земе можеби по 1 милион евра за туризам. Кое е најдобро туристичко место во Кавадарци? Каде одиме за 2 мај? Одиме на Моклиште. Зошто одиме на Моклиште? Затоа што тоа е туристичко место, затоа што таму имаме спомен обележник. Таму имаме езеро кое што е прекрасно, кај што рипа по крстот, кај што можеме со малку средства да го додотераме. Таму имаме монументален споменик кај што луѓе и ученици ни идеа од страна да гледаат што се случува. Таму имаме манастир кој што датира многу одамна, што е раритет. Таму имаме воденица, таму имаме објекти, имаме две прекрасни ресторана и таму ги имаме сите услови за тоа да се изврши.
Тоа место се вика Моклиш. Кој што не знае, треба да знаете дека Моклиш е бог на плодноста во старословенската митологија. Ако апостол Павле дошол во првиот век од нашата ера да го шири христијанството, значи тој топоним датира повеќе од 2000 години. Треба да знаете дека и русите, и белорусите, и украинците, и пољаци, и чеси, словаци, лужички, срби, хрвати, срби, словенци, сите тие некојаш биле многобожци и ете ви една приказна, убава приказна зашто е било туристичко место. Кога отидовме со председателот на Совет некогаш, нели, Тренчев во Турција, се застанавме кај што била Троја, знаете што е тоа? Тоа е еден куп на камења, за кој што влезот беше 3 евра на 10 милиона луѓе ода да посетат Троја. Зошто? Заради приказната, нема што да видат. Значи приказната имаме, таму имаме и зидини и сејаме и ја би го замолил и градоначалникот и председателот на локалниот економски развој, мислам раководителот, да се аплицира во овој проект, да се направат тимови, да видиме што е тоа што можеме да го добиеме. Вие знаете дека вашите деца, на сите вашите деца немаат видено воденица до сега. Ние ја имаме таму. Па ако не друго, нека биде и едукативно сите наши деца и од страна луѓе да дојдат да видат како функционира една воденица. Да знаат што е тоа Моклиште и дека ако не друго, традиција имаме. Као што рожден селото, што значи рождение Христово има, а тоа е топоним од старословенскиот јазик израз, нели? Сигурно има неколку векови традиција. Моклиш као бог, као Моклиште, нели, као топоним, има 2000 години традиција. Ете зашто мислам таму треба да се вложи. Во однос на рамномерниот регионален развој, ја ќе го спомнам повторно она што беше пат Кавадарци-Дисан. Имаме регионален развој, треба да аплицираме. Зошто, господине градоначалнице, тоа го прашував и минатиот градоначалник, никогаш не се аплицира за тоа. Не држи, нели, констатацијата дека неготинци се противат на тоа. Кавадарци-Дисан. Ако веќе државата тоа може да го подпре, зошто да не го подпре? Па и со наши средства, спрема кажувањето на Симоновиќ од пред 2-3 години, тоа на нашата територија за ние кога асфалтираме нема да кошта повеќе од 300-400.000 евра. Не кажувам точна бројка кој ми ја кажа, затоа што нели не знам сигурно дали е така. Зошто тој пат да не го направиме? Таму имаме 20 милиона кила грозје кои ќе се берат. Таму имаме наоѓалиште археолошки ископини, кај што бил градот Белград. И во однос на тоа, ние имаме 200 превозници. И вака треба и пред влада да се аплицира. Ние имаме 10.000 или 11.000 автомобили, ние имаме 6.000 трактори. Тие сите користат гориво. Да ги сведиме само на една бројка од 1000. Па ако по 50 литра нафта трошат дневно, тоа се 50.000 литра нафта дневно. А по 17 денари беше одвојување за фонд за патишта. Ама ако е дневно 50.000 евра, за 10 дена е 500.000 евра, а за 100 дена е 5 милиони евра. А за 365 дена е 15 милиони литра или околу 13 милиона евра. Па од тие пари само во фондот за патишта сигурно 2-3 милиона нашите превозници даваат. Не е тоа голем терет за нешто да и се врати на општината. Иако, можам слободно да ви кажам дека сите наши превозници даваат и кога ги регистрираат возилата по 2-3 денара и на патарината плаќаат, па ретен или и власта, и влада, без разлика кој е, да врати нешто и тој регионален пат да се пушти. И не гледам, господине градоначалниче, дека имаме аплицирано во таков проект и не гледам дека имаме планска документација. Иако вие се заложите дека ќе направиме тоа што ние можеме да го направиме, барем да се тампонира и да се санира. Тоа да се санира. И во однос на ова што можеме малку вон тема, но ќе побарам од вас, барам да се донесе заклучок. Раководителот на ЛЕР со службите да ни даваат месечен извештај. Да бидат обврзани со тоа да ни даваат месечен извештај, затоа што, да не ви го цитирам статутот, должни се да направат тоа. Тоа што до сега не го прават. Одбор 2. Мора да знаеме во кои се одбори, комисии и тела, државни тела и интернационални тела е застапена општина Кавадарци, од кого е застапена, кога е застапена и со кои термини е застапена. И вториот заклучок ќе биде паралелно со локалниот економски развој да има човек кој што ќе го назначи господинот градоначалник или ние кој совет ќе го одбереме,
да видиме кои се тие се проекти во кои што може да аплицира општина Кавадарци. Ете така мислам дека општина Кавадарци ќе направи нешто и така мислам дека ќе му помогнеме и на локално економско развој. Мислам дека ова до сега е нетранспарентно. Глупаво е ние правиме нов кластер за вински туризам, а веќе еден имаме и зошто да правиме нов кластер за вински туризам не глочка 2000 евра. Значи сакам овие заклучици еден по еден посебно да ги дадете господја Чиркова да ги формулирате, председателе на совет да ги дадеш на гласање и посебно да ги изгласаме еден по друг. Иначе точката со заклучици. Овие што се предложи и едниот и другиот и третиот, нели колку беа ќе поддржам, не сакам уште еднаш господине градоначалниче да се најдам во ситуација да тоа што треба ја да го одлучам и да го предложам да го предлага некој друг. Да не мешаме баби и жаби. Значи во ингеренции на советот, ви го прочитав нели членот од статутот и од законот за локална самоуправа да одбере проекти и да го форсира тој проект за добробит на сите. А локалниот економски развој и службите ќе бидат во служба на совет. Благодарам за збор се јави Зоранчо Јованчев, па Минова, па Развигор Кабранов, па Митко Камчев. На почетокот одма ќе кажам дека се согласувам со колегата Раднеански и ќе ги поддржам заклучоците кои што ги предложи тука на говорницата пред сите нас и се надевам дека сите советници од нашата советничка група ова ќе го изгласат. Зошто? Затоа што тоа е статут на општина Кавадарци и ние го имаме тоа право. Значи во тој дел се согласувам потполно со овие заклучици. Ќе се задржам на точката на дневен ред. Значи станува збор за одлука која што сега треба да ја донесеме за приоритетен проект, односно изработка на проектно-техничка документација за регулација и уредување на речното корито на реката Луда Мара со спортско-рекреативни содржини. Не сакам да ми замерат колегите од Социјалдемократскиот сојуз. Знам дека и вие тоа ќе го поддржите, но тоа беше во програмата на градоначалникот Митко Јанчев, каде што настапи со програмата на ВМРО ДПМН. Тоа е уредување на речното корито од мостот, последниот мост на реката Луда Мара од Ваташа па до Моклиште. До Воденицата до Моклиште. Значи тоа е проект, посебно мене ме мотивира да гласам, бидејќи потекнувам од село Ваташа и ќе го развиеме поубаво село, поубаво место за живење и со сите атрибути на едно туристичко место да биде атракција во Тиквешијата и пошироко во Република Македонија. Ние ќе го гласаме овој проект, бидејќи и беше наш составен дел во програмата. Благодарам. Минова, повели. Јас би сакала да се осврнам на говорот на колегата Радњански, бидејќи ова е втора седница поред која што се спомнува локален економски развој и неговата неработа и сомневања во способностите, меѓутоа јас така не мислам. Локален економски развој како сектор многу добро функционира, не знам, може би и од лични причини е кажано. Може би ако има некој застој е затоа што некој не му дал ветер во грбот, не му дал задачи за одредени проекти. Само ќе кажам и ќе напоменам за квалитетот на овој сектор, дека во 2006 година со проектот се доби и прва награда. Бевте, мислам дека и вие во Советот тогаш, кој што беше доделен од Европска Унија во конкуренција на нели големите општини како што се Скопје, Куманово, Велес, така да сметам дека тука имаме потенцијал и мислам дека се работи таму и дека не треба да имаме такви настапи со кои што ќе се фрлат отровни стрели на лерот. Ние да речеме имаме 2 седмици поред само овој сектор се коментира. Ниеднаш досега не сум слушнала да се искоментира некој друг сектор. Јас уште еднаш ќе кажам дека тие многу работа, тебе сега гледам и дека со
овој градоначалник кој што му дава ветер во грбот на овој сектор, дека ќе имаат добри изработени проекти и пак да имаме такви успеси како што се и досега постигнати од страна на област. Благодарам. Реплика Радњански. Пака госпоѓа Минова, или дали има нешто лично? Лично е тоа што вам ви е братучет, а лично е тоа што и мене ми е роднина. Разбирате? Мојата внука од брат нема му е прва братучет. Не мора овде да барате лично. Ја и син ми, ако мислам дека негде греши, и ова разберете како добро намер. Разбирате што е добро намер? Значи, ние, као Совет, одлучуваме кој проект ќе биде прифатен и не може да ни го нуде некој прв, втори или трет. Ако се сеќавате, во време кога вашиот сопруг беше градоначалник, кога добивме еден таков проект, негова интенција беше од 5 жили запна да се направи плоштадот. Не може така. Ниту градоначалникот може да одлучи. Дали се вика Минов, дали се вика Јанчев или Панов, не може, Советот одлучи. И ние решихме да се направи реката, и еве денес имаме, ако грешите, кажете. Плоштадот повторно се направи. Значи, не е во ингеренција ниту на локален економски развој, ниту на градоначалник. Земете го статут, прочитайте ги ингеренциите и ќе видите. Што е тоа што мене ми смета, ви викате ја го нападнам? Транспарентност барам, господи. Вие минатиот пат излеговте овде и мене ми кажавте дека јас неосновани напади имам врз локално-економскиот развој. За да излезе Ефремов, тоа го направи Каракутова и Блажев Тасев, за да излезе Ефремов на крајот да ви изнегира комплетно сите. Мафна тука со едно ливче, ова ли е проект, ова ли е проект, и со 5 точките што се бара, како се бара, зошто бе толку да и понижиме советниците? За да излезе точно Ефремов со еден куп документи и да каже дека не е еден документ, него еве ги кои си. И дека не е проект, него е барање, земете ленца да и видите. Тоа што не можеме да се убедиме со вас дали е барање. Па ви ги достави документите или не ви ги достави? Значи не ви ги достави. Или не сте биле внимателни кога ви ги давали, сте ги фрлали у некој чош. Значи транспарентно е тогаш кога вие ќе ги имате тие документи, а вие или ги немавте или ги игнориравте. И не сакам овде да се расправаме по еден сат, советници, колеги мои, смешни да изгледат да дојде раководителот на ЛЕР да ги изнегира комплетно. Лично немам ништо против него, сакам да биде соработка. Да имаме соработка, да биде вклучен невладениот сектор, да бидат вклучени луѓе кои што знаат да бидат таа работа и нему да му помогнат. Оти тогаш, кога ви велам за фекална канализација, еве нека ми одговори што е проблем. За пречистителна станица во села Марена 3 милиона и 400 илјади денари. Еве го договорот. На англиски е напише. Јавен документ, достапен јавен документ, треба да биде комплетирано од администрацијата, буџет 3 милиона и 430 илјади евра, 13 година, 24 месеци време за имплементација му дале, за на крајот да констатира дека заради администрацијата, тоа не го констатирав јас, още документи званични, само да го најдам. Дека, ако е аплицира на 19.4.2013 е даден, откажа на 17.2.2016, за повторно да ни дадат опомена 15.7.2016 да се вклучиме и 8.2.2017 повторно е откажа. Па сега ажурност ли е, господин Минова, тоа на администрација? А вие кажете ми, дали е тоа ажурност? Зашто 3 милиона и 430 илјади евра, не сеќам на бројка да ви ја прочитам овде, ова е јавно доступен документ. Еве, или бар нека не обавесте за тоа, ја не бекам дека можеби немало причина. Можеби имало причина. Можеби не можело да се стигне со планска документација. Можеби урбанизмот грешил. Може има 100 причина. Нека не обавесте за тоа. Нека има транспарентно за тоа. И апсолутно немам ништо лично против господинот Ефремов. Ајде на кафе ќе отидете заедно тројцата. А не на кафе, господинот Ефремов, студиите и помина у мојата куќа. Немој да ми префрлаш работа дека имам нешто лично против него. Дали е така, Ефремов? Благодарам колега за збор. Реплика Минова.
Јас не спомнав ниту име, ниту презиме. Јас многу сум професионална, не мешам, нели, баби и жаби. Зборев за тимот, збориме за секторот, не зборуваме за лице по име и презиме. И само толку да кажам. Благодарам. Контрареплика. Кој е баба, кој е жаба? Раководител на свој сектор е господинот Ефремов. Развигор Кабрамов. Почитуван градоначалник, председатели, колеги, советници, медиуми. Се што кажа колегата Ташо Раднянски вреде и стоам и јас за тоа он што го кажуе. Арно, ама тоа сето што е само еден поголем дел од оноа што е точка на дневен ред. Председателот од преđеска ви викам, вака, не ме гледате изгледа, значи кога ќе испадне некој советник од точката на дневен ред, треба да му кажете, колега, усмери се, ви тоа не го работите. Ја само ќе ви прочитам, да не, а јавноста да не знае сега и советници збунети за што расправаме. Оше што не се спомни. Колега, само ќе те прекинам, пак ќе ти дадам. Значи, ќе извиниш. Колегата од таму, како се секира нешто, гримаси ми праве, да ме колели, ја не знам, треба да дигне рака да му дадам збор. Тој нешто ми кастре со раце со носе. Ајде, колега, ама не те разбирам, дигни рака да ти дадам збор, ти ми даваш нешто како да те ме колиш. Не те разбрав. Ќе те заколам, ајде. Не те разбрав, со раце со нозе ми мафта и вика не ми даваш збор. Значи, работата на председателот на советот е секој советник. Треба да дигнеш рака да ти дадам збор. Не е убава работа. Не си ја брка председателот работа како што треба. Колеги, кога дигате рака, ја ве гледам и давам збор. А овој ми мафта раце нозе и ми вика нешто да сечам. Не знам што е. Бог да чува. Не го разбрав. Да дигне рака, ја му давам збор. Ајде, не се... Повели, колега. Јас ка зборувам. Ајде, повели. Ја имам еден предлог, мака че извините, за следващите трипа Сашо Коцев нема да го викне. Значи, градоначалник, ова е ситно проектче, се спомнува 1000 евра, ова е 2 милиона динара, од кој што 1 милион се аплицира до Министерство за локални, што беше регионален развој, и 1 милион динара ќе дајме ние, нели, од општината, ако оваа проект ќе ни се одобре, таму ќе што го аплицира. И толку е. Оваа одлука е толку. И што треба на вие два члена, ни да кажеме плюс. Тоа беше мојот председател, значи не треба да се спомнува ни воа, ни ноа, ни ноа, од цара до стопана, се кажа, а ви никој не го опоменате. Колеги, од место да не ми изборите, реплика Радњански, ја ви давам збор и биди во... Чекај, кажи што треба. Таму од место не можам да ве разберам. Обично па со гримасија која како ќе ве разберам. Значи вака тоа милионче или 2 милиончиња што ги спомнува почитуваниот господин Кабранов, се пари кои што треба на еден дел да ги одвои општина да се направи проектот. Тој нема да чини милионче или 2 милиона. Значи проектот да се изготви. Ако ја ве разбрав така, ако не ве разбрав, а иначе и мене ми е невкусно кога се слушам, нели, карате удари од зади да слушам, а тука гледам, се обраќам према вас, сечи го или коли го или не знам што да му дават, што да ми прави, јако јас сум имун на тоа, јако он може и спортист од урбана врста. Ниту се плашам од него, ниту од вам, а и забележително е, господине Кабранов, скоро секоја седница, половина од говорот што го држите е како председателот треба да ја води седница. Еве, вие кажете ми сите, ако ова е значајно што го зборав, се сложите вие дека е така. Кажете ми по која точка на дневен ред да го искоментирам. Ако не сега, кај што имаме проектни активности, по која точка да го искоментирам, кажете. Еве, има институт советнички прашања, например. До сега немало, господине градоначалниче, таква работа, кај не си, верувам дека ќе се договорите со председател на совет и со координаторите на советничките групи, да имаме и советнички прашања. Тоа што и граѓаните нешто сакаат да прашаат, и еве, да го сместам таму, ама нема да се. Затоа што овој проект за кој што ви зборував, што е за регионален туризам, господин руководител го знае, сега ќе го отворат работилницата во февруар месец,
Тој, иако нели, имаат они насоки за што се работи. Кога да го кажам? Кога ќе воине времето? Благодарам. Митко Камчев, повели. Почитуван градоначалник, почитуван председавач на Советот, почитувани колеги советници, служби, медиуми и жители на општина Кавадарци. Во поглед на одлуката за изработка на проектно-техничка документација за речното корито на реката Луда Мара, јас ќе се осврнам само на два момента. Ова речно корито веќе на кај Марена, Глишиќ, Марена и Сопот, не знам и сакам да прашам дали има изготвено техничка документација за колекторот и прочистителната станица во Луда Мара. Таа прочистителна станица 8 години ја зборуваме, тој колектор 8 години го зборуваме, а нигде не го спомнуваме како да аплицираме негде, да негде бараме некои средства, затоа што никако општина тој зафат не можеме да го успееме и да го изградиме. Него, у овие што се техничките документации за правење на речното корито на Луда Мара, не да одиме, ја не сум да не се изготве комплетна документација до горе, до Мокришти и да се направи таа техничка документација. Но што е, дали е направена таа техничка документација за прочистителната станица и за колекторот, треба да знаеме. Затоа што нигде не го гледам, а нема ни пак да го почнеме тој проект. Штом не гледам јас нигде такви ситуации, да се спомни колекторски систем, за изградба на колекторски систем, за изградба на прочистителна станица, пак нашите жители ќе очекуваат од нас, ќе очекуваат повторно, ќе ги трпат смрдеите во Марена и Сопот и Глишиќ. Ние нигде тоа го немаме. Барам у оваа изработка на техничката документација да се ставе, да се вметне, ако не е вметнат, прочистителната станица и колекторот на речното корито на реката Луда Мара, се до од Сопот. Ви благодарам. Колеги, благодарам. Господинот градоначалник Јанчев и правиме 5 минути пауза да ги формулираме заклучоците, па гласаме. Добре, јас ќе почнам од последниот дискутант од Митко од Марена, па ќе се вратиме назад на првите дискусии. Во делот на колекторот и прочистителна станица, кога го гласавме буџетот, тогаш ви појаснав малку и во таа документација има ставено студија за тие работи. Значи, имаме комплетна проектна документација за колекторот до Сопот. Во моментот, у завршна фаза, за една недела ќе имаме примопредај на новиот колектор, што го изградиме од новата болница до Мисичилија, Триба Грем и Кафана. Тоа е готово. Така да Глишиќ веќе се спасува од таа работа. Исто така со словенците сме во комуникација, заедно со невладин сектор од Скопје и консултантска куќа, која ќе дојдат после 28 февруари. Има апликација до 10 милиона евра, со 35% наше учество, 75% грант за изработка на прочистителна станица. Ќе видиме каде е подобра локацијата. Дали после Сопот, дали после Марена се направи станица. Тоа ќе зависи од проектната документација. Така да тоа се работи и нема да биде заборавено. Во делот на одлука за носење на проекти, за учество на општината во делот на финансиската конструкција, за проектирање, за проектно-техничка документација, за регулирање на други работи, тоа е ташно во право, дека нема проекти во општината недоволно скоро ич, тоа го разговараме за Трифун, го разговараме и претходно, ќе го разговараме и утре, нема бегање на таа работа. На општина Кавадарци фалат проекти. Ни за жал сега, заедно со ръководителот на сектор, односно началникот на секторот Драган Симонович, покрај тоа што добиме 3 милиона евра грант од КФ, Германска банка, преку Германска амбасада, успеавме проект, ми се чини дека 87 година направен за атмосферска канализација во Кавадарци, таков убав проект, кој што и самите грантови кои што ги дават и инвеститори се воодушевени од проектот кој што некој го направил 87 година. И тој проект го спроведуваме сега. Значи нема да трошиме пари таму, делумно од него фаќаме офати, делумно правиме реконструкции, али и суштински, карактеристично се созејаме со него.
Јас морам да проверам и сега кога излегов, проверив и сакам да ви кажам, да ви потенцирам дека до денеска, до 14 часот имаме 36 апликанти на конкурсот кој ќе го пуштив за јавна дебатна расправа, односно консултантски разговори во делот на конкурс за идни вработување во летот. 36 апликанти. Се надевам дека до денеска и утре ќе имаме уште повеќе апликанти. Тука сакам еве јавно да кажем пред советниците, пред председателот и пред службите, че формираме јавно тело, да ги сослушаме сите тие кои ќе пријави интерес. Значи нема тоа да биде само од моја страна, ниту од страна на советот, него заедно со независни луѓе и со професори и со дел од секторот, дел од советниците, најмалку група од 8 луѓе. Ќе ги сослушаме тие млади луѓе, претежно рековме да се млади, да видиме како се подготвени и со јазици, и со едукација за делот на апликација. Значи тие стриктно ни требаат во делот на локален економски развој. Ако одлучиме заеднички да заангажираме 15 и 36 да заангажираме, ја нема ништо против да имам. Але да одбереме прави луѓе, добри луѓе. Исто така точка како раководител не може да обструира таа работа и не обструира, напротив, дава пас за таа работа да се спроведе, да донесеме млади луѓе, кадар колку што можеме повеќе да работат на проекти. Со работењето на тие проекти, со апликациите, само може да имаме чар како општина, како граѓани на општина Кавадац. Уште еднаш ќе повторам, ќе се консултираме накнадно понеделник, ќе ви известиме неколку луѓе од советниците и надворешни луѓе како професори и стручни лица да влезат во делот на интервјуто кое што треба да го имаме со тие 36 или повеќе апликанти ако бидат. Транспарентно ќе се договориме и за понатамошното нивно заангажирање, дали ќе биде преку агенција, дали ќе биде хонорарно, дали ќе биде трајно, заедничка одлука што донесеме. Немам намера да направиме нешто кое што значи само да ставиме луѓе и пак да ни стое системот. Значи без проекти општината не може да се движи. Во она ќе кажа господин Наташо дека советот тој кој што треба да донесе заедничка одлука по иницијатива нивна или на лерот или на градоначалникот, што треба да се гради во градот и што треба да се спроведува. Јас тука бидам дополнил дека сега што треба заедничките општи интереси на граѓаните и на општеството да ги гледаме. Обструирањето, како што спомнавте, ситуацијата со градскиот плоштад во времето на екс-градоначалникот Панчо Минов, јас само едно сум сигурен, ако успеавте тогаш да донесете заедничка одлука да го изградите плоштадот, ќе беше поубаво да донесете. Благодарам. Доколку нема друг за дискусија, даваме 10 минути пауза да ги донесиме, да ги формулираме овие заклучоци што ги даде Радњански. И одиме гласање точка со заклучоци. 10 минути пауза. Колеги, точката со трите заклучоци го читаше Радњански, ги гласаме заедно. Кој е за? Со заклучоци, што ги прочита Радњански. 24. Едногласно. Точка број 25. Предлог одлука за сопствено учество на општина Кавадарци, локална самоуправа при аплицирање по проект изработка на проектно-техничка документација за регулација и уредување на речно корито на река Луда Мара со спортско-рекреативни содржини. Во е сопственото учество, другото беше предлог одлука. Отварам расправа. Доколку никој нема збор, давам на гласање. Кој е за? Точка 25, едногласно усвоена. Благодарам. Точка број 26. Предлог одлука за одредување на приоритетен проект фекална канализација за населено место Раец, крак 1. Отварам расправа. Кој бара збор? Доколку никој не бара збор, давам на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка број 27. Предлог одлука за сопствено учество на општина Кавадарци, локална самоуправа при аплицирање по проект фекална канализација за населено место Раец, крак 1. Кој е за? Едногласно. Точка број 28. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за извршување на буџет на општина Кавадарци за 2018 година. Отварам расправа. Доколку нема за збор, давам на гласање кој е за. Едногласно, благодарам.
Со ова исцрпен дневниот ред, ја заклучувам расправата на 7-та седница на Совет на општина Кавадарци. Благодарам.